Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Во една моја објава утрово напишав дали тројанскиот јунак Ахил потекнува од коренот на Македон. Ако се водиме со факти, со аргументи, со вистината, јас ќе ви дадам еден доказ од таткото на историјата, халикарнишанин Херодот, кој што во своето дело Херодова историја напишал: од моето време до Тројанската војна има најмногу 800 години. Од моето време до Дионис, синот на Кадмовата ќерка Самела, има 1600 години. Ова значи дека Македонија е творевина која што постоела 800 години пред Тројанската војна. Дали фалсификаторите на вистината Ахил го заменија на местото на Македон, ќе докажеме во понатомошните наши јавувања. И продолжувам. Дионис запишан во многу истории како најславен и најголем освојувач. Живеел и творел околу 4000 години пред нашата ера. Тој имал син по име Македон, кој по враќањето од Медија го поставил за цар на Ематеја, област во Паонија и Тракија, и по кого подоцна своето пошироко царство го нарекувал Македонија. Да се вратиме на Херодотовата историја. И на Херодот, кој што пишува и вели: од моето време до Тројанската војна има најмногу 800 години. Од моето време до Дионис, синот на Кадмовата ќерка Самела, има 1600 години. Тоа значи дека синот на Дионис, кој што му дал име Македон, живеел и творел 700 до 800 години пред Тројанската војна. Ова е доказ дека она што го знаеме за ахајците, ова е доказ дека она што го знаеме за Ахил се работи за нас, македонците, и се работи за Македон, кој што го видоизменуваат под името Ахил. Затоа што син на Дионис, кој што живеел и творел 1600 години од времето на Херодот, а додека од времето на Херодот до Тројанската војна имало 800 години, тоа значи дека 700 години пред Тројанската војна постоеме ние како македонци. Ако не верувате на Владо Павлов, прочитајте во Херодова историја, од таткото на историјата, халикарнишанин Херодот. Тоа значи дека македонците се тие стожерот на Тројанската војна. Уште еднаш, Дионис запишан во многу истории, имал син по име Македон, кој по враќањето од Медија го поставил за цар на Ематеја,
област во Пеонија и Тракија и по кога подоцна своето пошироко царство се нарекувало Македонија. Кој и зошто ова вистина ја крие од сите вас македонци мои? И дали Ахил е Македон? Самите вие утврдите, ако верувате на историјата од Херодот и од сето она што правеле фалсификаторите, а се со една цел да присвојат све што е македонско. Овде имаме уште еден друг доказ за кој што во иднина покрај нашите активности ќе го бараме градот Пели, каде што во поглавје 5, книга 1, Александрова војна, Анабаза од Аријан, вели: Александар со војската се движел по земјата на Агријаните и Паоните, од каде што потекнува и самиот тој од неговиот корен на Македон, каде стасале гласници кои јавиле дека Клито, Бардилов син и Главки, крал на Таулантите му биле сојузници. Гласниците кажале дека и ефтаријатите ќе навалат на војската на Александар Македонски попат. Таулантите биле моќно племе од илјадите, населени околу Епидамно, денешен Драч од денешна Албанија, додека ефтаријатите биле северно од Таулантите. Аријан во истото дело вели: Александар со војската се движел и по реката Еригон, денешна Црна река, во Полнија кон градот Пели, кој кралот Клито го држал во своите раце како најдобро утврден град во тоа време со обзир на неговата локација во планината Пели. Кога Александар стасал до реката Еурудика, сега Девол се улогорил. Ке го бараме градот Пели, ке ја бараме и планината Пели, каде што не случајно сме во Пелагонискиот дел, каде што не случајно се движиме Битола, Прилеп, Битола, и тоа заедно, сите единствени, ќе докажеме вистината, и кога ќе го пронајдеме градот Пели, тогаш ќе направиме нашата втора трибина за електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, послем Китино Кале, Кичево, во Прилепско, со доказите за вистината на градот Пели, кои што се поврзани со Александар Македонски, со неговиот татко Филип Македонецот, а богами и со една битка која што се води овде, под капата на Агријанскиот цар, Лангар, по кој што се добива името Плачковица, затоа што во битката со Бардил и со Клито и повраќањето од градот Пели починува и Александар го погребува на денешната планина Плачковица, тогаш Агријанија, каде што и по неговото име останува обележено како Плачковица, како претходно што Еремија плачел, кога неговиот народ не сакал да го прифати Божјето и се водел со молохот, како тоа што се прави денес, со поголемиот број на македонци кои што се поклонуваат на молохот, во кој што учествуваат многу олигарси. Но се има свој крај и свој почеток, така да владењето на молохот завршува, бидејќи Сатрун во наредниот период се повеќе и повеќе ќе се оддалечува од Нептун, а на негово место ќе дојде нашиот бог на светлината Јупитер, кој што се повеќе и повеќе ќе се доближува до Нептун, и така силата на овие мокници самопрогласени богови или светци
се повеќе и повеќе ќе се намалува и ќе го чекаат, нели, Божиот суд. Уште еднаш ќе го бараме градот Пели, каде што по некои мои информации и мои истражувачки дејности треба да го бараме во Мариово, а Бога ми и поврзаноста која што ја имат со Маркови кули, со Селачка планина и сето она што значи вистината за Македонија. Останете ми во добро здравје, бидете љубов секогаш, водете се со вистината, бидејќи таа една единствена и таа ќе не додржи во живот. Секако, покрај вистината тука е љубовта, во почит на нашиот Бог Змијоносецот, во почит на она виша љубов, она божествена љубов, кој што некој им дал Агапи име и велат дека тоа е грчко и неаме ние ништо со него. Не знам како можеме да велиме дека е грчко. Агапи е земско, Агапи припаѓа на сите граѓани на целата земја и тоа е наше право, од кој што имаме право и ние и сите земјани да го користат. Затоа што Агапи е божествена љубов и таа љубов треба секој да ја прифати. Таа е духовна љубов, таа е виша љубов со кој што се воделе древните македонски цареви. И на крајот го завршувам ова мое писание, кое што имам за цел да ви го представам делот каде што е познат и поврзан со вистината на Троја, затоа што во некои пишани материјали стои дека Дардан уште во животот на кралот или царот Илија го шири своето кралство на сметка на своите браќа, одземајќи делови од нивните територии. Одземањето територии од послабите кралства подразбира и војни меѓу браќата наследници. Така што ново создадените држави час станувале помали, час поголеми. Со текот на времето, на балканските простори под силната рака и карактер на царот или кралот Дардан се создава Дарданско, подоцна познато како Хетитиско, од каде што подоцна се создава и државата наречена Троја или Троада. Во понатомошните мои излагања ќе направам еден обид да спознаеме еден процес што пообјективно ја презентира нашата историја македонска, како и на соседите од времето на самиот почеток на формирањето на посебностите на народите кои се издвојуваат во целина, еден процес кој траел многу години, во кој што се одвивале разни нешта, што по вина на човекот, но и по действијата од самата природа, а водат кон уништување на придобивките од минатото. Минатото е виза за иднината, со кој што не се согласуваме со премиерот Тино, дека треба да забораваме се што е минато, да гледаме само денес. Тоа значи уништување на една држава и тука треба да насочиме сите целосно нашата енергија, дека минатото е визија за нашата иднина. Значи, предмет и доказ на ова мое објаснување ќе бидат, како што реков, историјата на етногенезата на Македонија и македонскиот народ кои се поврзани со вистината за гробницата на Александар Македонски, заедно со градот на Медот и се што е во заемност со неа и незиниот народ.
Така да, ова е доказ дека дарданците се основоположници на Троја. Ова е доказ дека битката на Дарданија не може да биде, битката на Тројанската војна дека не може да биде во територија на денешна Турција, туку на денешен Балкан. Или во превод, ако знаеме, која е првата територија создадена од Дардан. Дардан има територија од денешно Скопје, дел од Тетово Гостивар, тоест Северна Македонија, Косово, Медвежје, Прешево и Јужна Србија. Тоа е територијата на Дардан, од каде што започнува неговото царство. А додека Паон, со кој што е поврзано царството на македонците, и она што, за да се сокрие вистината дека паонците се основен столб на македонците и на Македон, измислуваат битки помеѓу паонците и македонците, а всушност Македонија е создадена во областа Ематеа, тоест на територија на некогашна Паонија, тоест на територија која што била источно од денешен Вардар, тогаш Аксии, или по течението на реката Астибо, односно денешна Брегалница. Овие докази и аргументи заедно ќе ги истражуваме, заедно ќе ги докажуваме, бидејќи имам за цел да ви докажам дека Дарданската војна ја водат македонците, дека Ахил е од коренот на Македон, дека ахаиците всушност се македонците и дека е направен фалсификат, се со една цел да се сокрие вистината од Херодот, кој што јавно и гласно пишува дека од неговото време до Тројанската војна имало 800 години, а од неговото време до Дионис имало 1600 години. Ако знаеме, а сигурно веќе знаете, дека син на Дионис е Македон, и кој што по вракањето од медија, територијата околу областа Ематеа во Полнија и Тракија му ја доделува на неговиот син Македон, и по кој што подоцна ова територија го носи името Македонија. Тоа значи дека Македонија е земја создадена 700 до 800 години, ако се водиме по царот Македон пред Тројанската војна. Бидејќи така пишува Херодот, таткото на историјата. А ние можеме да се исмејуваме, можеме да плукаме, можеме у вистиномер да пишуваме за теорија на заговор, можеме што сакаме да правиме, затоа што на овие соросоиди, освен вистиномер, ништо друго нема да им остане. Како што доаѓаат промените на глобално ниво и како што казната доаѓа на сите оние кои што се спротиставиле на поколението на Македон и на македонците, кое што потекнува 700 години од пред Тројанската војна. Па сега вие рачунете колку години постоje Македонија, колку милениуми и колку години Македонија е божествена земја. И дали, ако имало некоја голема сила, ќе успеала да го ако имало некоја голема сила, а има, ако ние не вредеме, ќе не избришела од картата и името Македонија немало да постои. Македонија постои 700 до 800 години пред Тројанската војна, која што е водена според Владо Павлов
на територија на денешна Србија, околу Белград, тоест Калемегдан и Авала. Битката била за жива, бидејќи живата била погонско гориво на летачките чинии кои што постоеле во тој временски период. А вие можете да се исмејувате, можете да не правите глупи, тупи, неупотребливи, ама немојте да се посмевате пред оние што доаѓаат и пред оние кои што повторно ќе ги барат трудниците за жива, затоа што им се потребни за нивното погонско гориво. Имајте убав ден, останете ми во љубов, мир и хармонија и дозволете ми да ги завршиме овие активности, затоа што имаме една основна цел, а таа цел пред целиот свет е да го покажеме градот Пели во Прилепско, каде што треба да ја правиме втората трибина за електронски попис на сите македонци во целиот свет, затоа што како што гледаме, македонецот, како што иде време, оној барем што е овде во Македонија, под секоја присила ќе му се прави да се исели, за да можат, гренландчани, хазари, да дојдат во Македонија. Така да шаторите на мигрантите се направени, се прават, а вие пронајдете ги во градежната мафија и као олигарците за сите градови од кои што почна првиот, а тоа е Никола Груевски Зрински со проектот Скопје 2014. Проект кој што е спроведен контра Грција, контра сите други сознанија, контра вистината за Македонија, а богами и да помогнат со сето оно што се прави денес со Македонија, урбаната мафија во сите градови, за пречек на новите македонци, кои што ова ќе ви го тврдат и кои што ќе кажуваат дека тие потекнуваат од пред Тројанската војна, а всушност тоа ќе бидат хазарите, а хазарите се турците. И турците кои што се раселени или рашани по целиот свет. Самите вие македонци одлучите дали треба да ја премолчувате вистината, дали треба да бидете измрзнати, гладни, изнемоштени и по пат на присила да бегате од вашето мајчино огништо, кое треба да им го дадете на хазарите. Да живее Македонија, земја која што потекнува 700 до 800 години пред Тројанската војна, и тоа со факти и аргументи ќе го докажеме, а ќе ви докажеме дека Дедо Ное е етерот и дека таа плоча цвеќето на животот е поврзана со Дедо Ное, од кои што биле подоцна создадени 3 царства, царствата на Крон, Понт и Јапет, а Јапетите сме ние, од кои што потекнува Македон, од кои што потекнува Китим. Сите знаете дека Александар го нарекувале како цар на Китим, а тоа е време кога е пред Македонија. Така да, македонци мои, во иднина изберете стомакот со вистината за Македонија или стомакот празен со помодарството на фалсификатот на оние кои што ви го прават од ден денес. Ние, самоволно, самоиницијативно, со сами финансирања, ќе го пронајдеме градот Пели и таму ќе одржеме нашата трибина повторно и ќе докажеме на сите овие политичари и премиери, па и на премиерот Тино, дека ние се тоа што го правиме за царот Македон, кој што потекнува 700 години пред Тројанската војна, и кога е во прашање тој, ние не бараме од никого
самите, со собствени сили, само иницијативно, само финансирачки, ќе завршиме и ова мисија. Без било каква потреба од оние кои што се наодговорни. Бидете живи и здрави и причекувајте го оној кој што ќе се доближува до Нептун, а испратете го оној кој што се оддалечува од Нептун. Така да фалсификатите повише не можат да обстојат, а вистината мора да ја додржи земјата во живот, како што е ова вистина Владо Павлов за прв пат во целиот свет, како и многу други работи, ви ги кажал, а тоа е дека Македонија потекнува 700 години пред Тројанската војна. Се гледаме во градот Пели, каде што од првиот ден, кога Сатурн ќе се оддалечува се повеќе и повеќе и ќе пречекуваме светлината Илија, т.е. Јупитер, за втората наша трибина и наша петиција за електронски попис на сите македонци во целиот свет и за подпис на нашето недржавно национално знаме, како што албанците имат нивно национално знаме, како што и власите имат национално знаме, така и ние, нашето национално знаме ќе биде македонскиот путлеш, символот на Македон. Со дух, ум и фанатизам за Македонија, ве сакаме сите, останете во љубов и бидете колку што може повеќе љубов, затоа што веќе маратонците го истрашуваме и последниот круг, а тоа е денес, во овој месец, кога максимот на темнината ќе завршува, а тоа значи почеток на светлината. Не подлегнувајте на темнината, затоа што маратонците трчаат до последната педа. Ако паднеме пред стартот, остануваме во темнината. А таа е тука и се бори колку што повеќе да има слуги следните темни 3000 години. Изборот е ваш и ваша работа и затоа не ви наоѓаме мана. Јас нема да дозволам на сантиметар пред целта да паднам и да ме победи некој. Другото е се ваше. Во иднина, ако се појави негација или негативна енергија кај било кого од вас и постапувате со негативна енергија, ќе бидете ставени на игнор. Бидејќи во ова време, на максимот на темнината, не сакам, поради нешто што некој не сте научиле и сте подлегнале, да губам нешто што сум правил цел мој живот, зашто сум овде на земјата.